Секој поглед е своја страна. За дуалноста и за изложбата која што ја подготвува Даниела Евнушева разговараме во продолжение. Добро утро официјално. Добро утро. Даниела, едно представување на вас. Вие не сте уметник. Точно, да. Да, но веројатно таа некоја уметничка страна која што ја носите со вас, некоја исполнување на душата ја користите на ваков начин, иако по професија сте што? По професија сум инженер по електротехника и информацијски технологии, инаку сум реално професор на факултетот за електротехника и информацијски технологии на насоката компјутерски технологии и инженерство. Даниела, не можев никако да ги поврзам. Значи светот на компјутерите со светот на не може верувате да го поврзам, но сигурно негде внатре во вас си има поврзување зошто едното, зошто другото. Да. Инспирацијата од каде? Значи инспирацијата ја добивам од моето секојдневие и исто така од она што го чувствувам внатре, значи од моите емоции, од моите случувања. Бидејќи претежно работам апстрактна уметност, сликам акрил на платно и во принцип она што го чувствувам, она што го доживувам, го пренесувам преку моите слики. Секој поглед е своја страна, така, да. Велам специфично ќе ни објасните, тоа значи дека веројатно перцепцијата е индивидуална. Сакате ли нека порака да испратите со овој наслов? Би сакала да испратам порака до гледачите дека она дело кое што еден го гледа на еден начин, некој друг го доживува на друг начин. Така да секогаш треба да бидеме свесни дека она што ние го гледаме, можеби во очите на другиот изгледа малку поразлично и токму од тука доаѓа таа идеја за дуалност. Малку ќе се надоврзам на она што го започнавте со мојата професија. Значи, таа дуалност се гледа конкретно и во она што јас работам како професор по електротехника, од друга страна и сликам. Во поглед на она што беше за поврзувањето, значи јас успеав на мојата изложба да ја поврзам мојата професија со сликањето преку еден момент кој што се однесува на вештачката интелигенција и како вештачката интелигенција ги гледа моите слики и ги доживува. Така да и тука таа дуалност е опфатана. Да, добро. Реално во светот на уметноста вештачката интелигенција и тука успева да продре, да влезе. Колку помага во целокупната работа? Или пак може да одмогне во некој поглед на тоа вие како го доживувате и вашето чувство во преточување на платно? Дали може тука да одмогне или може да помогне? И тука е дуално. Да. И сега во смисла да кажам на процесот на креирање, мислам дека не може да помогне, бидејќи она што може човекот да го створи, не може вештачката интелигенција да го направи. Меѓутоа, од друга страна гледано, за мене беше интересно да видам како всушност вештачката интелигенција ги чувствува моите слики. И јас си ги испраќав за таа да ми испрати една анализа, да ми изгенерира еден опис на сликата и една поема и навистина ми беше интересно тоа да го доживеам и да го видам. Кому вие ги наменувате сликите? Многу слики се наменети за различна цел, дел се сликани за моите деца, дел се сликани за да се исфрли она што го чувствувам. Така да мислам дека секој кој што ќе дојде на изложбата, ќе може всушност да си избере онаа слика која што најмногу му се допаѓа. Така да мислам дека имаат генерална намена. Даниела, како ја развивате оваа пасија? Дали поминавте некоја обука или едноставно е како велате, или го имаш фатот во рацете или го немаш? Така велат дека. Интересно прашање, значи кога бев мала многу сакав да цртам, да сликам, имав многу голем афинитет кон уметноста во моите основни средношколски денови. Меѓутоа понатаму нели се развив во насоката на техниката и технологијата. И пред неколку години почнаа да ми се појавуваат на социјалните мрежи работилници кои што се однесуваа на цртање, акрил на платно и така почнав да посетувам различни работилници кај различни уметници. И сето тоа следеше со купување на многу платно, купување на бои и продолжување на целиот процес во домашна атмосфера. Си отворивте работа, значи, добро. Многу често знам и со своите ќерки исто така да седнеме заедно да сликаме и тие исто така имаат афинитет кон уметноста.
без разлика на професијата, без разлика на тоа што е вашата животна определба професионално, секој во нас има нешто скриено што треба можеби само да го потикне и пронајде. Точно. Убавината е кога може и да се реализира во истото. Кога ќе биде изложбата? Денеска ја поставувате? Да, значи изложбата денеска ќе биде отворена, веќе е подготвена, ќе се одржи отворањето на изложбата ќе се одржи во 19 часот во Домот на култура Кочо Рацин. Процесот на отварање ќе го поддржат колегите од мојот факултет, значи професорот Цветан Гавровски, кој што исто така има ваква позадина како мене, меѓутоа со фотографија поврзана, и професорката Марија Календар, која што ќе зборува за делот за вештачка интелигенција, така да ќе биде едно многу интересно доживување за пошироката јавност. Студентите ќе бидат ли таму? Да, ќе бидат таму секако, да. И тоа како е? И колегите. Потика за нив. Дали може некој студент да се инспирира од овие фотографии во вашата професионална реализација? Да, секако. Може? Познато е дека ние електроинженерите сме сестрани, дека многу често од нас има и уметници, има пеачи, има луѓе што одат во хор, што танцуваат, што играат ора, така да имаме ние многу таква жичка уметничка. Убаво си го представивте, да, многу го представивте вие факултетот, за да може еве некој кој што се размислува сега овој период. Јас ги спомнав основните и средните нели училишта, но и факултетите исто така. Да, овој период на одлуки. Така, да. Да, па кога е веќе период на одлуки, што би посоветувале вие? Да размислат добро и да размислат кои се всушност нивните афинитети и нивните желби за тоа што сакаат понатаму да постигнат. И секако, значи, многу е битно да си го слушаат својот инстинкт, своето срце, за да се пронајдат точно во онаа околина во која што понатака би биле. И затоа е многу добро исто така да се информираат. Ние сме многу отворени како УКИМ, како заедница, така да добро е да се информираат студентите и да добијат информации за поблиску да не доживеат нас факултетите. Сакам да го заокружиме разговорот со темата и поентата зошто бевте денеска тука, иако ќе се видиме можеби на друга тема. Изложбата на Даниела Ефнушева е поставена денеска ќе може да се погледне, а што е потоа? Дали ќе може некаде да се купат делата, дали ќе може некаде да се разгледа нешто што вие ќе творите и во иднина? Јас веќе имам активна веб страница daniverzum.art. А исто така има уште една веб страница преку која што ќе може да се купат делата, се вика arti.mk. Така да, и секако нели на изложбата. И секако на изложбата, да. Инаку изложбата ќе биде поставена 7 дена до 21 мај ќе трае. Така да ќе може во наредниот период да се посети. Добро. Благодарам за гостувањето. Направивме разговор на повеќе теми и заокруживме со поентата за денешното гостување. Еве ги фотографиите, ги погледна гледачите, дуалност, секој поглед е своја страна. Посакувам да ви отвори пат изложбата и посакувам да се гледаме и на повеќе теми во иднина. Благодарам многу за поканата во оваа емисија. Навистина ми беше задоволство да разговарам со соговорник како вас.